Јанко Бачев се качил на оклопното возило за да апелира до граѓаните мирно и достоинствено да протестираат. Во изјава за еден ТВ, председателот на Единствена Македонија вели дека не прекршил ниту еден закон качувајќи се на полициското возило со знамена Русија и 16 кракото сонце од Кутлеш. Смета дека полицијата на синокешниот протест пред собранието употребила прекумерна сила кон демонстрантите, но и кон него, покажувајќи ги раните на нозете, за кои тврди дека ги добило од оклопното возило. Се качив на Херемелинот буквално за да ја повикам масата достоинствено да извикуваме Република Македонија, и во тој момент од полицискиот службеник кој што управуваше со Херемелинот, со него ми кажа дека да се симнам од Херемелинот и ќе се до тука, ќе застане, нема да тргне на народот. Меѓутоа видов дека тоа беше на голема лага. Кога се симнав од Херемелинот, во тој момент токму кај мене беше фрлен солзавец и шок бомба, поради кој што дополнително имав и јас здравствени проблеми. Министерството за внатрешни негира дека полицијата употребила прекумерна сила, туку интервенирале за да се спречи населен упад во собранието. Портпаролот на МВР Тони Ангеловски вели дека Министерството во соработка со јавното обвинителство ќе презеде соодветни мерки. За сите што го прекршија законот и што ќе го прекршат законот, ќе бидат преземени соодветни мерки и активности во координација со јавното обвинителство. Лидерот на Единствена Македонија, која важи за партија што отворено се противи на членството на Македонија во Европската унија и НАТО и формирање стратешки сојуз со Русија, вели дека и понатаму ќе дадат отворена подршка на протестите за промена на уставното име и ќе ги вложат сите партиски капацитети да спречат спроведување на договорот кој го потпишаа Димитров и Кодзијас, а го аминуваа Заев и Ципрас.